Здраво, здраво! Тука сме лайв. Добре дојдени сте сите кои што сакате да слушнете нешто повеќе во врска со темата денешна. Прашањето не е никогаш прашањето. Здраво, еве имаме двајца следачи, што не можам да видам кои се. Меѓутоа, супер, Душко, здраво Душко, здраво на сите. Полека ќе почекаме малку да се вклучат повеќе луѓе кои што сте заинтересирани, како што кажав, да слушнете повеќе на една интересна тема повторно денеска. Сите што бевте минатите лайв серии, еве добивам веќе срциња, така да гледам се вклучувате, супер. Повеќе луѓе, здраво на сите. Добре дојдени сте на новото лайв денеска, недела. Здраво Славица, здраво Ербил, супер. Недела 8:30, полициски час. Што друго да се прави, освен да се научи нешто ново, да се слушне нешто ново, нешто корисно, нешто практично, нешто што може да ви помогне да направите некаква промена. Неделата е ден за релаксација. Се надевам дека и вие уживавте денеска. Јас имав работен викенд, релаксиран викенд, иако работен, после тоа уживав во сонцето, нели? И секако се раѓаат нови теми за муабет. Ете и Сања, имаме и од гостива, имаме и Сања од Лондон, Ана Марија, баш убаво од Делчево, одамна не сме се слушнале ниту виделе. Сите имаме некаква потреба од позитивна енергија, така да тоа и напишав исто во постовите, во сторијата, како најава за овој лайв, дека ние самите можеме да си направиме да ни биде убаво. Независно од тоа што се случува во околината, ние самите можеме да си го направиме денот убав, моментот убав, што и да е, нешто да се почастиме со убава енергија. И исто така ставив еден интересен пост на кој што доста од вас ми реагира, а постот е: ако немате проблеми, зашто ќе зборувате? Марта, здраво, ја гледам и мајка ми вклучена, супер, и Веста ја гледам, и Маринка, и менјачката моја. Сите сте тука, баш ми е мило, се зголемува еве бројката на луѓе што сте заинтересирани да се вклучите. Полека јас ќе почнувам, нели? И сите оние што доаѓаат потоа ќе се вклучуваат еден по еден. Да, ако немаме проблеми, зашто би зборувале? Еве замислете си да немаме никаков проблем. Зашто ќе го правиме разговоров денеска? Знаете ли уште колку многу теми има за муабет, за разговор, освен проблемите, освен короната, освен сето она што се случува во светот, затоа што напоредно со сите наши проблеми или предизвици се случуваат и исто така убави работи. И освестувањето на овие убави работи, давање фокус исто на убавите работи, може да ни даде една убава енергија, убава емоција, што на сите ни е потребна. Здраво Анитка, здраво Елена, здраво на сите. Полека, ете ја започнуваме темата. Прашањето не е прашањето. Што би значило ова? Што би значило прашањето, не е прашањето? Еве толку години од 2004, нели? Еј, Нора, здраво, од Париж, вау! Супер, Нора, баш ми е мило. Да, еднаш се запознавме, еднаш се видовме и одма имаш енергија, нели? Со некои луѓе е тоа толку убаво. Прво гледање одма знаеш дека нешто убаво се случува, убава енергија, некакво препознавање. Кога зборуваме за тоа прашањето не е прашањето,
Секогаш се сеќавам, се подсетувам на сите оние луѓе што доаѓаат кај мене на коучинг, независно каква професија има, доаѓаат со едно прашање, меѓутоа доаѓаме до сознание дека прашањето никогаш не е прашањето. Затоа што ние најчесто си го поставуваме прашањето зошто. Зошто ми се случува мене ова, зошто тој ми направи така, зошто вака секогаш истото го правам. Се тоа прашање, тоа е всушност прашање кое што не води никаде, не води кон одговор, туку барање на проблеми, барање на некаков вид на оправдувања, меѓутоа пак не можеме да дојдеме до прашањето. Позади секое наше прашање има нешто што нас не тера да се однесуваме на еден одреден начин. Денеска ќе дознаете што е тоа. Прашањето не е прашањето, бидејќи позади прашањата се наоѓа една огромна наша системска историја или фамилиарна историја. Фамилиарна историја, системска историја, која што потикнува начини на однесување, потикнува вредности, потикнува емоција, потикнува некаква стратегија на преживување, стратегија на однесување, која што ние самите на свесно ниво не можеме лесно да откриеме. И затоа луѓето доаѓаат со некое прашање, меѓутоа, како што кажав, прашањето не е никогаш прашањето, затоа што системската историја или она што се случувало во семејството остава трага во нашата потсвест. И затоа тие динамики, тие случаи во нашето семејство го креираат на некој начин нашето несвесно однесување. И не е лесно себе си самиот да си го видиш тоа однесување, да го препознаеш. Викам дека не е лесно, но викам исто така и дека е возможно. Кога ќе кажам дека не е лесно, возможно е да го видиш, меѓутоа не е лесно. Најчесто, кога кажам, од 2004 работам како коуч, уште во Холандија кога живеев, и кога работев како коуч, секогаш ми беше интересно што е тоа што луѓето ги покренува да го прават тоа што го прават, да го живеат животот како што го живеат и да го живеат на начинот на кој што го живеат. Кога се запознав со системската работа, тоа е со фамилиарните системи, фамилиарните констелации, се отвори едно огромно поле, едно интересно поле во кое што беа испреплетени многу, да кажеме, нејасни работи во тој момент за мене, исто како ова дрво што е позади мене. Ова дрво што е позади мене е символот на моето семејство. Секој од нас, не порано за џабе се правеле фамилиарни стебла, нели? За да дознаеме тие некои светли точки, се можеби луѓето, членовите на семејството од кое што јас потекнувам. Ако и вие можете да си замислите позади вас дека се наоѓа вашето семејство од каде што потекнувате, први позади вас, во вашата линија, позади вашето тело се вашите татко и мајка. Ако може, независно дали се живи вашите родители, тие секогаш ќе бидат присутни во нашето енергетско поле. Јас сум благословена да моите родители се уште живи и здрави, сум многу среќна за тоа, меѓутоа животот знаеме каков е непредвидлив и секој од нас има некакви травматични искуства, меѓутоа независно што и да се случувало во семејството, дали вашите родители се, како што кажав, живи и здрави, можете да ги замислите во овој момент како се позади вас. Мало еден момент на кратка, да кажеме, кратко поврзување со вашите родители, да ги почувствувате, ако сакате можете да си ги затворите очите, да ги почувствувате, да ги замислите вашите родители позади вас. Независно кој на која страна е, таткото, мајката, на една од вашите страни.
И кога ќе ги замислите вашите родители позади вас, почувствувајте на кого можете да се подпрете. Може би за некого од вас ова чудно прашање, меѓутоа тоа не значи дали вашите родители ве сакаат или не ве сакаат, нема врска со тоа, меѓутоа значи за тоа на кого емотивно сте можеле или можете се уште да се подпрете, кој бил за вас емотивна поддршка. Зошто е тоа важно? Може би родителот да бил присутен, меѓутоа емотивно да бил отсутен. Не дека не сакал, не дека не ве сакал, меѓутоа затоа што може би не знаел како да покаже емоција, да ве поддржи емотивно, и тоа секако на некој суптилен, подсвесен начин, процес, на суптилен начин, поттикнал некаков подсвесен процес кај нас, што на некој начин ние постојано ќе бидеме можеби во потрага по некаква поддршка, помош, можеби не ја бараме, можеби се покажуваме како жртва, меѓутоа таа емоционална, емотивна отсутност ќе ја чувствуваме. Може би некој ќе каже да, можам да се подпрам, например, на татко ми. Интересно е, всушност прашањето, што не е прашањето, доаѓа од тоа што нас ни недостасува. Значи, ако можете целосно да се подпрете на таткови, тогаш прашањето што вас ви поттикнува други прашања или ве води во некакво однесување, доаѓа од тоа што вие не можете емотивно да се подпрете можеби на мајка ви или обратно. Таа системска историја е многу значајна, бидејќи ние потекнуваме од тријадата, нели? Татко, мајка и дете. Се зависи од тоа, јас малце нацртав како тоа изгледа, значи, не знам, сега малце наопачки сигурно се чита, меѓутоа татко, мајка и дете. Ова е ние што сме го гледале и знаеле, што сме го живееле постојано како мали деца, и нашето однесување, всушност, нашето начин на кој што ние го живееме животот, зависи од тоа што ние сме гледале како деца помеѓу родителите. Каква била интеракцијата помеѓу родителите? Дали родителите, таткото и мајката, како брачен пар, исто така си биле емотивна поддршка еден на друг, или можеби и таму отсуствувала емотивната поддршка помеѓу нив? Не постојат глупави, немирни, не знам какви деца. Децата го покажуваат целосно само односот на родителите. Ако детето е преактивно, ако прави нешто што родителот мисли дека не е добро, детето можеби го прави тоа само за да привлече внимание од родителите, кои што можеби се постојано на телефон или на телевизија, или немаат во тој момент внимание за детето, и детето прави се нешто само колку да привлече внимание. Меѓутоа, ајде да се вратиме на таа системска, да кажеме, историја, која што започнува, како што кажав, од таа тријада, која што ние сме ја гледале и е многу значена за нашиот развој, бидејќи од 0 до 7 години се инсталирани или сме ги прифатиле сите убедувања и вредности од нашите родители, од системот од кој што потекнуваме. Тој период од 0 до 7 години се случуваат сите, донесуваме некакви одлуки на ниво, на подсвесно ниво. Ако, например, постојано имало конфликти помеѓу родителите, ние можеби одлучуваме дека љубовта, сега ова го кажувам, не е за секого исто, дека љубовта е болна, или љубов ќе добијам само ако се карам, ако покажувам агресија. Значи, се она што ние сме го гледале помеѓу родителите не прави тоа што сме ние денес. Прво едно и основно да расчистиме, дека не постои семејство без травматично искуство, без конфликти,
без предизвици не постои. Значи, секое семејство имало нешто се случувало во семејството кое што може би било травматично, меѓутоа травма не се мисли само на смртен случај, на несреќа некаква. Травма може да биде било што. Травма може да биде начинот на кој што родителите се однесувале еден спрема друг, да детето тоа го доживува травматично. И што се случува кога ние сме доживеале некакво травматично искуство? Тоа стручно нели го викаат significant emotional event. Significant е значаен емотивен настан, емоционален настан. Кога таква случка доживува детето, тогаш веднаш се формира дел на травма, значи травматичното искуство, и делот на травма веднаш се креира спротивно од делот на травма, дел на преживување на траумата. Што значи тој дел преживување на траумата? Нашата подсвест, за да не заштити, веднаш креира некаква стратегија на преживување. Како јас ќе се справам со ова искуство? Тој дел на преживување е многу значаен, затоа што ние можеби до ден денеска го живееме. Доколку се појави некаков тригер, тригерот може да биде и обична работа, разговор со колега, кој што, например, потикнува некаква емоција кај нас и таа емоција која што ние мислиме дека не можеме да ја контролираме, ја подкренува нашата стратегија за преживување. Стратегијата за преживување може да биде да влезеш во улога на жртва, на критичар, на агресор, на заштитник, на адвокат, некој да решава, на балансер, дистрактор, некој кој што за се сака да зборува, само не за проблемот или за ситуацијата да избегнува. Значи, веднаш ние да креираме некаква улога на начин на кој што се справуваме со тригерот, кој што ја потикнува нашата стратегија за преживување. Најголем шифт луѓето кои што доаѓаат нели на коучинг, бидејќи јас работам системски коучинг, најголем шифт прават кога ќе освестат својата системска историја и кога ќе освестат својата стратегија на преживување. Во моментот кога ќе го осознаеш прво што ти е тригерот, што е тоа што тебе ти го подкренува прашањето што се го имаш, а прашањето нели не е прашањето, кога ќе дознаеш, значи што е тригерот што тебе тоа прашање постојано ти се јавува, ти всушност автоматски можеш да ја откриеш и стратегијата на преживување. Како ти се справуваш со тригерите потикнати од околината, од луѓето со кои што можеби секојдневно се дружиме, се работиме. И сега, што се случува? Кога ние ќе откриеме таа стратегија на преживување, ние веќе имаме избор дали ќе ја продолжиме истата стратегија или ќе почнеме да креираме здрав дел. Здравиот дел, значи тоа е нешто што ние го учиме да го живееме, го учиме да се повеќе и повеќе да го осознаваме со тоа што нели се соочуваме со реалноста, освестуваме кој ни е тригерот, со освестување на тоа кој ти е тригерот и освестуваш стратегијата на преживување и веќе доаѓаш во позиција на тоа дека се гледаш себе си од една поширока рамка. Таа поширока рамка ти дава можност да стануваш се повеќе и повеќе свесен за тоа како ќе реагираш во одредени ситуации. Тоа е тој нашиот здрав дел. Тоа всушност ние го правиме на сите тие тренинзи. Овде гледам луѓе кои што биле кај мене на НЛП тренинг, меѓутоа важно е системската перцепција. За да откриеме стратегијата, делот на преживување, да ја откриеме стратегијата, потребно ние исто така да осознаеме нели што ние сме доживувале во оваа тријада како деца,
од 0 до 7 години и како сме се справувале со тоа што живеело во нашето семејство. Едно сакам да појаснам дека ова не е психодрама, значи ова не е зборување за проблеми, туку ова е откривање на структура. Не се работи за содржината, што толку се случувало, ние тоа со денови да го разглабаме, туку да откриеме структурата на тоа како јас се однесувам со ситуацијата денеска, со тригерот денес, а што всушност стратегијата на преживување ја носам од минатото. Случката во минатото не можам да ја сменам, но начинот на кој што ја доживувам во сегашноста, улогата со која улога се справувам, можам да ја сменам. Значи е многу поедноставно отколку ние што си мислиме дека треба, затоа што ние често викаме леле, тоа не можам да го сменам, тоа е толку длабоко во мене. Не е толку длабоко, меѓутоа е едноставно. Тоа има некаква стратегија. Ние нешто правиме што се доведуваме себе си постојано во иста улога, да кажам. Сега, тоа најчесто што се случува кога имаме тригер некаков, потикнува кај нас некаква емоција. Тоа не може да се одвои. Некаква состојба потикнува. Меѓутоа, ние веднаш пробуваме со рационалниот ум таа емоција да ја разбереме. И кога ќе го прашам клиентот што чувствуваш, вика па мислам дека чувствувам тоа и тоа. Мислиш или чувствуваш? Ако мислиш, тогаш е со рационалниот ум. Значи си во делот на главата, оние што го следевте минатото лайв видео, мислам дека ќе препознаете во што сакам да кажам, бидејќи рационалниот ум се однесува на анализирање на чувствата. Нас не ни треба анализа на чувствата, нас ни треба да ги чувствуваме чувствата, да се поврземе со чувството, затоа што преку чувството ние можеме да дознаеме кој ми е тригерот. Кој тригер кај мене предизвикува вакво чувство? Што е тоа, значи во каква ситуација јас ја чувствувам постојано истата емоција. И тоа исто така е лесно да се осознае. Осознавањето е лесно, меѓутоа потоа бара од тебе дисциплина на свесно следење на твоите постапки, реакции и однесување. Тоа е процес. Сега, исто што е важно во таа системска историја, во таа си имам тука некои белешки направено, во таа системска историја, која што потикнува многу динамики и потикнува заплети во кои што ние самите се заплеткуваме, затоа што не можеме да разграничиме што е реалност сега, а што ми е стратегија на преживување која што се ја носам најчесто од детството од 0 до 7 години, ние всушност се губиме во тие заплети и не можеме реално не можеме реално да ја следиме ситуацијата. Што сакав да кажам уствари, дека ние всушност имаме тело, ум и душа, нели? И тоа е една тријада, исто како што е мајката, таткото и детето. Телото, умот и душата е личноста, она што си ти. Значи, тоа што сум јас се состои од тело, ум и душа. Личноста е таа што се дели на јас, со тоа што јас се идентификувам во секојдневието, улогата што ја имам, стратегијата на преживување, дали се идентификуваш со мислите, предметите, со чувствата, со професијата, со тоа што се идентификувам, и себе. Себе е свесноста за тоа која што сум јас со својата улога, каква личност сум и колку сум поврзана и свесна тоа што моето ум го преработува, да кажеме, го предизвикува исто на некој начин, како моето тело го покажува и што е тоа што вистински мојата душа го сака и го посакува. Меѓутоа, ние сме толку заглавени во тој рационален ум
и во улогата што ја имаме јас, што не даваме можност на свесноста да стане уште поголема, да станеме уште посвесни и да можеме себе си свесно да се водиме во секоја ситуација, да не реагираме по дефолт според стратегијата, туку да погледнеме малце од друга перцепција, да се погледнам себе си, да се прашам себе си како, не зошто реагирам вака, туку како би реагирала во овој момент на поинаков начин отколку што реагирам секогаш. Така да, таа системска историја, која што се случува, нели, од таму од каде што доаѓаме, низ сето ова дрво на сите мои предци, поради нив јас постојам, меѓутоа се што се случувало во минатото, во сите тие фамилии од каде што потекнувам јас, живеат низ мене. Живеат низ мене, низ начинот на кој што јас размислувам, начинот на кој што се доживувам себе си, начинот на кој што чувствувам, го перцепирам животот, се перцепирам себе си, начинот на кој што се справувам со промени и со предизвици во животот. Сето тоа доаѓа од нашиот семен систем. И на почеток, како што почнавме, пак ќе се вратиме на тоа, доколку ги чувствуваш родителите позади тебе и имаш чувство на кого можеш да се потпреш, често пати луѓето знаат да кажат, нели, на еден родител, ретко кој може да каже можам да се потпрам целосно на двајцата родители, има луѓе што викаат не можам да се потпрам на никого. Се чувствувам дека јас сум сам и дека јас морам се да правам сам. Пак ќе кажеме, родителите наши сето она што го правеле со позитивна намера и на најдобар начин што можеле умееле. Меѓутоа, никогаш не треба да заборавиме дека и нашите родители доаѓаат исто така од свој систем и сега доколку би ги ставиле вашите баби и дедовци позади вашите мајка и татко и повторно се свртите кон себе и почувствувате позади вас се вашите татко и мајка, позади нив се нивните татко и мајка и верувам дека тие релации може би стануваат уште поцврсти, затоа што има и други луѓе, може би бабите и дедовците, може би ги познавате, меѓутоа, иако не ги познавате, тие се сепак позади вашите родители. Во вака, кога ќе се поврзаме исто и со нашите предци, нашите баби и дедовци, некои од луѓето викаат, јас не чувствувам сега толкова поврзано со мајка ми или татко ми, меѓутоа скока една генерација и чувството на поддршка го наоѓа кај едни од бабата или дедото. Тоа значи може би дека си чуван повеќе кај бабати и дедоти, си поминувал повеќе време или чувствуваш некаква поддршка од бабати и дедоти, иако може би не ги познаваш. Еве, јас ќе си споделам мое лично искуство. Мајката на мојот татко, баба ми Митра, јас никогаш не сум ја видела, не сум ја запознала, бидејќи таа починала кога татко ми имал 8 години, што значи не ја познавам. Меѓутоа, низ разговорите, низ спомените што татко ми ги кажувал, ги раскажувал за баба Митра, јас ја чувствувам многу по-блиска до мене и повеќе сум поврзана со мене, отколку со бабата, тоест мајката на мајка ми, која што лично ја познавам. И тоа е многу интересно, затоа што таа енергија од баба Митра живее исто така низ мене. На некој енергетски начин душата моја секогаш ќе биде поврзана со баба Митра. Тоа што го живеела баба Митра, начинот на кој што татко ми зборувал за незе, секако имам јас некаква представа за баба Митра, меѓутоа чувствувам со незе некаква специфична интересна поврзаност. Че не мора да значи дека бабата или дедото го познавате.
Врските секогаш постојат. Сега, таа личност каква е, може би тоа нормално дека живее во мене и дека на некој начин јас, да кажеме, го продолжувам незиниот живот во еден дел, со што се идентификувам исто така е многу интересно. Сега, кога ги имате и бабите и дедовците позади вас, може би врската може да биде или уште појака, или па да стане послаба. Исто така, ако ги ставите и прадедовците и прабабите позади вас, исто така може да се менува. Интересно е, зошто пак да се вратиме на прашањето, не е прашањето, тоа е исто така поврзано со едно многу важно прашање. Што одбиваш од твојот фамилиарен систем, некакво однесување, начин на справување, улога некој што е имал во системот од твоите предци, а што прифаќаш? Бидејќи тоа што одбиваме е интересно. Што е тоа што одбивам? Некакво однесување од некој член во семејството, некаков, да кажеме, начин на кој што комуницирал можеби со мене, и тоа што го одбивам можеби е токму тригерот што ги потикнува моите прашања во секојдневието. Интересно, нели? Што е тоа што го прифаќам? Можеби е тоа мене што ми ги потикнува моите убедувања, верувања, што ме мотивира, или па можеби исто така ме лимитира. Лимитирачки верувања можеби сум прифатила. Сакам со овој лайв да ве поттикнам да размислите што е тоа, значи, што одбивате или кого го одбивате, кого го исклучувате од вашиот систем. Тоа не мора да биде татко, мајка, баба и дедо само. Може да бидат вујковци, тетки, роднини, братучеди, што и да е. Или па вашиот систем некој го исклучил. Некојаш викаме, не збориме за него. Кјути, тој ваков беше, таков беше, не сакаме да го спомнуваме. И тоа е интересно, што е тоа што таа личност правела или што е тоа што се случувало, што никој не сака да се идентификува со таа личност. Значи, што одбивате од вашиот систем, а што прифаќате? Колку посвесно го правите тоа, многу полесно можете да дојдете до сознание зошто ви се случуваат работите што ви се случуваат. Што ви се тригерите, какви ситуации потикнуваат кај вас некакво однесување или стратегија на преживување, или влегувате во некаква улога што всуштост не ви користи и сакате да ја смените. Верувам дека ова ќе ви потикне кај вас прашања и сакам да ве замолам, доколку имате нешто, доколку сакате нешто да споделите, да напишете во порака, тука на лајфот, да ме прашате. Значи, се однесува, прашањето не е прашањето, бидејќи прашањето што позади прашањето е потикнато од нашата системска историја, од системот од каде што потекнуваме. И овакво, важно е да разбереме што е тоа што го одбивам, а што е тоа што го прифаќам. Кого исклучувам од мојот систем, а кого вклучувам. Или што вклучувам, а што исклучувам. Тоа може да биде се, како што напоменав. И исто е прашањето важно, каква улога играте вие во вашиот систем? Каква улога имате во системот од каде што доаѓате? Може би сте балансерот, може би сте критичарот, може би сте тој што знае се најдобро, може би сте жртвата, што секогаш викате не е до мене, може би сте оној кој што постојано прави, скажува вицови, нешто прави, само за да ја разбие, да ја раздвижи енергијата во системот. И верувајте дека таа улога вие ја носите во секој друг контекст. Исто на работа ја имате истата улога. Важно е од цело во ова да разберете дека исто и улогата е избор.
Вие избирате дали ќе останете во истата улога. Како што кажав на почетокот, травматичниот дел предизвикува стратегија за преживување. Таа стратегија за преживување е вашата улога која што вие ја имате. И секако дека таа стратегија за преживување ви користела и се уште може би ви користи, но не во секој контекст. За да ја надминеме оваа размена постојано повеќе делот на траума и делот на справување со траумата, треба да креираме здрав дел. А здравиот дел е освестување на тоа што правам, како реагирам, кои ми се тригерите и што чувствувам. Тоа е најважното. Што чувствувам во некаква ситуација кога некој ќе потикне тригер и дали можам да се дисоцирам од емоцијата за да можам пореално да ја видам ситуацијата во која што се наоѓам. Чекај да видам дали имаме прашање или... не. Ова е некого да додаде. Да. Да. Кого додадо сега малку е можеби на крајот. Не знам дали можеше успеа нешто да слушнеш, меѓутоа како и да е, јас ова видео ќе го објавам, значи ќе биде ставено на мојата Facebook страна и секако сте поканети доколку имате сега некакво прашање да го поставите прашањето и ве поканувам исто така да си ја истражите вашата системска историја, да дознаете повеќе. Зошто е ова важно? Бидејќи вие самите можете да се коучирате исто така себе си. Треба време нормално, треба учење за тоа како се прави, меѓутоа секој од нас може да го започне тој процес и да се биде сам коуч на себе си. Тоа секако го работиме и на NLP. Не се слушам. Не знам тоа за сите или само за Славица? Се надевам дека ме слушате. Чекај да видам. Дали некој пишал нешто или не? Само Славица. Океј, се надевам дека ме слушавте. Не се слуша. Баш ми е жал. Тоа сега не се слуша или од претходно? Не се слуша. Вау. Не знам од кога доаѓаат овие поракиве, од кога не се слуша. За сите. Многу слабо се слуша. Тоа сега се случи или претходно беше? Само сега се надевам. Се слуша само малце послабо во последниве 3 минути. Океј, супер. Ја реков, до сега никој не слушаш, река сега доаѓаат пораките. Океј, значи викам за џабе нема, да, до сега беше добро. Океј, супер. Значи, откако го прифатив контактот, најверојатно се исклучил. Океј, што сакам да кажам, значи, не знам кој дел не се слушаше, меѓутоа еве пак нешто ќе повторам, значи таа системска динамика, системска историја е многу важна за освестување на нашата улога што ја имаме, супер, што ја имаме во системот, значи улогата што ја имаме во системот, значи што одбиваме, што прифаќаме, кого вклучуваме, кого исклучуваме, значи што е тоа, сега не знам кој ме слуша, кој не ме слуша, некој пишува сега е супер, некој не ме слуша. Океј, идеме понатака. Значи, ова нормално, како што кажав, зошто е ова важно? Важно е затоа што секој од нас може себе си да се коучира. Мислам дека овој дел не го слушнавте. Да си стане коуч на самиот себе, секако дека тој процес не е едноставно и професијата коуч не е едноставна, бара голема, огромна одговорност, како се работи таа професија. Коуч не се станува со 2 месеци коучинг, тренинг, посетување без работа на себе претходно и освестување на своите стратегии, освестување на својот систем, освестување на својата улога,
Базата на секој коучинг, според мене, не дека јас работам NLP, е NLP процесот, бидејќи низ NLP поминуваш искуствено низ својот живот. А за да се бавиш со коучинг, за да се занимаваш со коучинг како професија, апсолутно ти е потребно здрав дел. Креирање на здрав дел, тоест надминување на своите системски динамики и заплети. Секако дека NLP-то што го работам, нели, имаме секако постојано нови групи, е тој системскиот NLP, и на тој системски NLP го работиме токму ова. Сите што сте биле на мојот тренинг, значи знаете што значи да откриеш својата системска историја и да направиш шифт, да направиш промена во стратегијата на преживување, затоа што тоа дава огромна ослободување и секако работата од која ќе освестиш, тогаш започнува всушност работата на себе, бидејќи треба да креираш се повеќе и повеќе свесност за тоа, да не навлегуваш несвесно постојано во твојата системска улога. Така да, за оние кои што сакате нормално да го знаете повеќе за ова, повторно си почнува нова група, дел ќе биде онлайн, потоа ќе си продолжиме во живо, затоа што системскиот NLP си е најубав кога се работи во живо, затоа што си го работиме тоа практично, меѓутоа и онлайн нормално е добро, може да се работи на некој начин. И секако можете да ме контактирате за ваши лични прашања, за се што ве интересира, така да коучирањето е нешто што навистина ни е потребно на сите нас и професија која што е најбрзо растечка и најпотребна, бидејќи сите во овој период се соочуваме со нашите стратегии за преживување, бидејќи ни се случува нешто на што немаме контрола. А бидејќи немаме контрола, што правиме? Наоѓаме стратегија да го преживееме или да се справиме со тоа. И таа стратегија може да биде нефункционална во овој момент, затоа што не е реална, не е освестена. Така да, ако сте биле во животот постојано во повеќе контексти жртва, може би и сега сте жртва на ова што се случува во околината и затоа не ви е лесно да се справувате. Така да, драги мои луѓе, ве поканувам се повеќе и повеќе да се соединувате со вашите чувства. Рационалниот ум секако нека ни е потребен за да освестиме реалноста во која што се наоѓаме, меѓутоа чувствата и состојбата во која што се наоѓаме не можеме да ја разбереме, туку треба да ја чувствуваме. Така ви посакувам се најдобро и за оние што сте заинтересирани, нели, секогаш можете да ме контактирате за било што, вклучување во нова група, коучинг, корпоративен коучинг, ако има тука бизнис луѓе, затоа што системската работа е исто толку важна, не само во приватниот живот, туку и во професионалниот живот, бидејќи таму тимот е систем кој што исто така поттикнува стратегии на преживување. Ве посакувам, се извинувам, пријатна вечер, убав почеток на новата недела и направете си нешто добро за себе и замислете си дека немате проблеми и зборувајте за нешто друго, освен за проблемите. Бидејќи што викаме, што уште имате потреба да зборувате за нешто, значи не сте го надминале се уште. Кога ќе престанете да зборувате за нешто што би било тригер, значи дека сте го надминале. Немате потреба веќе да објаснувате, да раскажувате, да покажувате, да анализирате, значи дека е надминато и дека сте влезени во здравиот дел. Ви посакувам на сите еден убав, здрав почеток на новата недела. Поздравче и се гледаме во некоја наредна, дали наредна недела или понатака, ќе видиме. Убава вечер, поздрав на сите, чао, чао. Можете во пораки да ми пишувате прашања како што го правите тоа секогаш или коментар, така да ве очекувам. А видеото ќе биде постирано. Чао, поздравче на сите, фала ви за срцињата, за лајковите,
za sve što mi praćate i soporakite. Ćao, kad i da ste vo svetot. Pozdravče.